Годинава бевме фокусирани на многу теми, но главен фокус најчесто ни беа младите луѓе и предизвиците со кои тие се соочуваат. Ова се приказните во кои се обидовме да донесеме суштински поуки. Пред 10 години во 2013 година во земјава беа поставени темелите на детската кардиохирургија на чело со доктор Владимир Чадиковски, кој е единствениот лиценциран детски кардиохирург во земјава. Сега некој да ме праша дали повторно би го правил, би се прашал. Дали повторно се би поменал некако пред некој време в некое предавање и баш со оглед во 2013 ни се каква голгота проаѓавме да дојме до оваа фаза, навистина беше тешко. На овој начин се овозможи секое детенце со срцева аномалија да добие шанса за најдобар третман без листа за чекање. Пред 20 на години пред ние да започнеме, голем број од децата се лекуваа во соседна Бугарија, значи таму се третираа, но извадивме на бројка на податоци кои само негде 37% децата успевале да отидат, значи скоро 60 и нешто посто децата во Македонија умирале. И сега има некоја бројка повеќе од 200-300 деца оперирано во Македонија. Започнавме навистина како еден проект кој што прерасна во еден одел, GC акредитиран со над повеќе од 70 луѓе вработени во оделот за детска кардиохирургија, на кој што сум многу горд. Имаше стварно многу, не знам колку минути имам за да ви објаснам ова, али навистина една, можам да кажам, голгота да стигнете во една ваква фаза сега. Го потенцирам стално бидејќи во нашата држава, мислам дека сите овие држави кои што беа од бивша Југославија, најголем проблем е системскиот одговор на мултидисциплинарен пристап. Значи кај што треба да имате повеќе луѓе, one man show, еден професионалец во секоја професија веќе најдете, ако треба да направите буквално еден оркестар од повеќе профили на доктори и тоа све да функционира како едно, навистина е многу тешко. И јас повтори секогаш го потенцирам дека во сите овие години кои што помина, викам ќе најдете опрема, ќе најдете и пари, ќе најдете и све, али најтешко е човечкиот фактор, значи да најдете професионалци кои што сите ќе живееме како фамилија, кои што сите ќе работиме заедно и едноставно резултатите се што повеќе деца да спасите. Така да мислам дека немаме доволно време за све ова да ви го раскажам што све поминавме за овие 10 години, али јас стално викам тимската работа е многу битна. Пари Сен-Жермен ги имаше најдобрите фудбалери во свет, па не беа европски прваци. Значи не е битно само да ги имате најдобрите играчи, тука едноставно тимот да знае да функционира како еден. Тоа е стално го потенцирам. На детската кардиохирургија годишно се третираат до 150 новороденчиња и деца со најтешки срцеви мани. Регионално има само, тоа е, јас стално викам, најголем бенефит за државата. Рачунете вие дека има еден центар само во Србија, има еден центар во Софија, во Атина и во Скопје. Значи самото тоа покажува дека се работи за една многу комплексна работа. И регионалноста се сведува, да пример, имаме блиска соработка сега со Косово и повеќе од 70 на деца скоро опериравме, бебиња новородени од Косово. И сме многу среќни дека голем број од тие деца ние навистина ги спасивме и имаат добро здравје, мислам во добра кондиција се. Моментот е што визијата е дека со самото отварање на оделот за детска кардиохирургија и интензивната нега која што ние имаме, ние успеаме да ги згрижиме сите најтешки деца во државата, бидејќи имавме деца со ковид, ви кажа што е потребна ECMO машина, значи единствено каде што можеме да ги ставиме, збориме за многу мали бебиња, сме имале деца со леукемија кои што имаат изливи кои што сме ги третирале, сме имале деца со тумори кои што сме ги третирале, сме имале со крварење во глава кои што сме ги тренирале. Значи, сакам да ви кажам, бенефитот што го добива, што носи кардиохирургијата како интензивен одел и регионално и од Косово е тимот кој што работи, кој што може да се справи, ако може да се справи со детски кардиохируршки интервенција на бебиња од 1 кило, 2 кила, значи немаме проблем да се справиме со тие тешки хируршки кондиции кои што постојат кај децата. Така да тоа е онака најголемиот бенефит. На ова оделение не постојат листи на чекање. Секое дете добива шанса за брз третман. Секој родител, ја по принцип сега можам многу едноставно тоа да го согледам. Едно од работите на кои што сите ни знаат, кои ќе дојдат бидејќи се работи за вродени срцеви мани, се работи секој за некои тешки дијагнози. Збориме за бројка од некои стотина и повеќе деца годишно кои се раѓаат, кои што има 100% смртност ако не ги оперирате. Значи сите 100 умираат сигурно.
моментот е тоа, бидејќи имавме различни периоди на движење на целиот овој, можам да кажам, модел и развивање на детската кардиохирургија, родителите кои ќе дојдат сакаат да видат систем. Тоа е најбитната работа и довербата. Не е само дали во мене како хирург веруваат или не, дали веруваат во некој мој колега, тука едноставно кој ќе го дадат своето дете гледа дека го даваат во некаков систем. Значи едноставно секој си ја знае својата работа и они се осеќаат посигурни кога ќе го видат тој кој ќе го согледаат. Значи на едно место да ви е све и да знаете дека например за еден час ви имате дијагноза, третман, спремање на детето, припремање и знаете што ќе правите, како ќе работите, што ќе го испитувате, го стабилизирате и така натака. Значи најбитната работа што мислам дека успеавме да фамилиите што доаѓаат тука и што третманот го даваме на нивните деца е гледаат еден систем кој што нас не е многу битен. Важна е и довербата која родителите ја имаат во тимот на доктор Чадиковски. Имаше на почетокот навистина од оваа дистанца која гледам ми беше чудно, бидејќи дел од децата иде, како што кажа, во Бугарија и сега бројката повторно беше многу мала во однос на тоа што остануваат деца. Пример, ние дете со Даунов синдром не се праќаше во Бугарија. Че ние досега имаме спасено повеќе дечиња од 37 деца имаме оперирано со Даунов синдром со срцеви мани, на кој што многу горд, дека ги обожавам тие деца. Рачунете дека тоа ниедно такви дете не се праќаше во Бугарија на третман. Бар ја кој што знам. Моментот е дека во почетокот, кога го почнувате тоа, недовербата која постои е логична, бидејќи не можете да воспоставите таа релација. Имате еден павилионски систем на клинички центар на кој што можете да искачате, се движите од едно место на друго место, го немате све на едно место, а работата бара да е на едно место. И логични беа реакциите на родителите, ќе речат немаме доверба во ова, сакаме на друго место, сакаме ова. Али сега на вистина е тоа, можам да кажам, не се сеќам кога сум потпишал документ за дете се лекува странство. Тимот сега вклучува професионалци предводени од доцент доктор Владимир Чадиковски, кои секојдневно водат безпоштедна борба да се спаси детски живот. Ова ми е страв да не заборавам некој сега, бидејќи тимов е голем. Јас повторно ќе кажам, значи најгорд сум на тимов. Многу наврати сум кажал, менеджментот овде го ја осети потребата на државата дека навистина можеме да направиме нешто кое што вреди, кое што ќе остане. Јас стално викам мојата кариера вака или онака ќе си дое при крај и дали била едукацијата моја добра или не била добра, да била лоша или не била лоша, дали сум успел тоа или не сум успел, јас знам дека имам направено тим кој што додека ние сега збориме некој ги гледа тие деца таму и се грижи, моментот е оделот полн со деца. Сум навистина горд бидејќи сметам дека тимот кој останува позади после моето, да речеме, или како и да е, имам и специјализанти сега и млади доктори кои што си ја работат, така да сметам дека оставивме на база, го отворивме патот за идните генерации да може да се развива и да си го фати правиот пат и да бидат. Јас се надевам дека сите они ќе бидат поуспешни од мене, мислам, тоа е мојата цел, да и хирургот што ќе ме замени да биде подобар од мене. Тимот што работи тука едноставно наредните да бидат подобри од нив, значи тоа ни е онака баш сум горд на тоа. Социјализацијата на детето започнува дома, во семејството. Родителите се првата личност со која децата комуницираат, градат односи и од која учат како да се однесуваат. Затоа, улогата на семејството во развојот на социјално интелигентна личност е од непроценливо значење. Првите социјализатори се нашите родители, а понатаму, нели, како што знаеме, влегуваме во различни системи во кои што се чувствуваме прифатено или не се чувствуваме прифатено. Се чувствуваме окей или се чувствуваме како да сме чудни, различни, неприлагодливи. Во таа насока се учи во текот на целиот развој, само што во различни стадиуми од развојот на детето има различен квалитет и може да се препознае на различен начин. Значи, на почеток гледаме колку моделите кај родителите се всушност и самите, колку самите родители ја поседуваат таа социјална интелигенција.
Децата најмногу учат од моделите. Тие ги прифаќаат моделите на однесување на нивните родители. Ако родителите се агресивни во комуникацијата, не ги почитуваат мислењата на другите, децата ќе го прифатат таквото однесување. Мислам дека има една стара поговорка која што вели дека децата се огледалото на родителите. Јас малце би кажала дека родителот е огледалото и детето го пресликува неговото однесување. Свесното родителство представува токму тоа да родителот пред се разбери себе, ги разбери своите емоции и само на тој начин ќе може да ги разбере потребите на детето. Токму и затоа, многу е важно родителите да ги контролираат своите емоции, јасно да го изразуваат своето мислење, да покажуваат емпатија и да ги почитуваат другите луѓе. Родителството е главната алка, семејството, односно семејниот систем е главниот систем каде што детето ги стекнува првите знаења и првите искуства, но секако тука големо влијание имаат и другите системи, односно предучилишните, училиштите системи, високото образование и се оно кое што го обкружува детето. Семејните правила и јасната поделба на одговорностите во домот ја развиваат свеста на детето за општествените норми, независноста и одговорноста. Се она што детето ќе научи од семејните односи подоцна ќе му се рефлектира во животот, ќе се пренесе во односите со другите луѓе. Кога децата ќе се навикнат секогаш да го добиваат она што го сакаат и во иднина ќе очекуваат сите да бидат подредени во исполнувањето на нивните желби. Посетувањето градинка како предучилишна активност е многу важно за детскиот развој. Бројни истражувања го нагласуваат овој факт. Тргнувањето во градинка е многу важен настан. Овој премин од еден во друг животен период е дел од нормалниот развоен пат на детето. Многу деца и родители ова го доживуваат како предизвик исполнет со радост и возбуда, но и со страв, вознемиреност, дилеми. Тоа е една нова ситуација во циклусот на детето, во животниот пат на детето, бидејќи во денешното брзо живење и денешната динамика која што имаме, на еден начин е неизбежна, бидејќи нема каде да бидат згрижени на друго место, освен во градинките, кои што на еден начин се баш тоа. Затоа, по мене е многу значајно да децата кои што влегуваат во тој процес на згрижување во градинка, се адаптираат на начин на кој што ќе припаѓаат од аспект на активно вклучување во адаптацијата. Што би дошло тоа? На еден начин детето само да избере што ќе носи пред се во градинка, значи да го има моментот на избор, што ќе во какво шишенце ќе му биде водата, кое сокче ќе го носи тој ден, може би која мини ужинка ќе се носи со себе, за да на еден начин има таа припадност. Знаете како за возрастните, нели, моментот на адаптација во големи фирми преку акции, па припаѓале или припаѓаат со одреден дел кој што го имаат како придонес, така и децата вродено мораат да го имаат тоа чувство, тоест го имаат тоа чувство на припадност. Адолесценцијата е период на трансформација на децата во возрастни. Криза на идентитетот се чини најзначајна карактеристика за адолесценција. Родителот мора да разбере дека периодот на пубертет е исклучително тежок и за детето, бидејќи тоа поминува низ многу судири. Она што на детето му е најпотребно во овој период од родителите и од другите возрастни од обкружување се љубовта, поддршката, охрабрувањето, топлината и правилното насочување. Таа адолесценција предизвик е и за секој психолог и за секој стручно лице кое стапува во контакт со адолесцентите и со нивните семејства, со средината во која што тие живеат. Започнува некаде околу 11-12 година. Започнува со еден интензивен и брз хормонален развој. Променливоста на биолошки план е една од првите показатели, нели, дека почнува да се односно детето да се соочува со промени кои што понатаму стануваме свесни дека се оние пубертетски промени или промени во таа адолесценција, но секако нив ги следат и промени во однесувањето, промени во зборувањето, промени во размислувањето.
И морам веднаш да споменам за семејството кое што заедно со својот адолесцент ги следи сите овие фази и промени, е во една голема недоумица како да се справи со тој интензитет, со тоа бурно реагирање, со таа променливост од утро до вечер, нели, кога во зависност од тоа како се чувствува адолесцентот, како семејството да ги амортизира своите образци на однесување за да може да му помогне. Инаку фазата кога семејството има адолесцент ја нарекуваме семеен земјотрес и не случајно е тоа така во системската и семејна психотерапија, затоа што навистина е како земјотрес. Не знаеме кое време од која страна ќе наудри и со колкав интензитет сето тоа ќе се случи. Pa mogu reći slobodno, nije bio zapravo život koji sam ja trebao da živim. Ja sam mislio da su mnoge stvari mnogo bitnije nego sedeti sa svojim detetom, otići u bioskop, proslaviti rođendane i njenih drugara. Jednostavno mislio sam, ima vremena. Ова е Игор Јурич, основач на фондацијата Тијана Јурич, татко на Тијана, девојчето кое во 2014 беше убиено на свиреп начин како Вања Ѓорчевска. I onda ti se desi gubitak i ja danas ne mogu da prežalim. Sve mogu da nekako da razumem, ali ne mogu da prežalim to vreme. To me vreme zapravo ubija, jer danas razmišljam, ja sam bio 6 godina u inostranstvu, živio sam u Belgiji. I sad zamislite, od Tijaninih 15 godina, ja sam 6 godina živao u nekoj drugoj zemlji. Nisam se radovao sa njom kad se ona budi, nismo se svađali dovoljno, nismo se mazili, nismo se družili. Sve mi to nedostaje. Zbog toga kažem i voleo bi da svaki građanin Makedonije to zapamti. Nemojte da gubite to vreme. Učite na tuđim greškama, učite na mojim greškama. Svaki put kada završite svoj posao u svojoj firmi, gde god da ste, kad dođete kući, zagrlite dete, recite mu da ga volite. Zato što meni to danas nedostaje i kad budem umirao, kajaću se upravo što to nisam radio svaki dan. Во исчекувањето на какви било вести за собствената ќерка, се соочува со лажни вести на дел од медиумите дека тој е виновен за нејзиното исчезнување. Следуваат осуди од јавноста, закани преку пораки на социјалните медиуми. Потоа, дознава дека е пронајдено телото на Тијана. Со сите овие нешта за краток период се соочил човекот кој се издигна над болката и ја претвори во мисија за помош преку фондацијата Центар за исчезнати и злоупотребувани деца. Човекот кој е еден од нашите херои за 2023. Ali kada govorimo o traumi i kada govorimo o tome kako sam ja to kao čovjek preživeo, verujte mi da se nije pronašlo telo devojčice i da se nije saznala prava istina, ja sa tim ne bih mogao živjeti. Dakle, gotovo sam siguran da bih u nekom momentu izvršio samoubistvo. Jer sam se osetio tih dana, to je bio negde 10. dan, Tijana se tražila 13 dana, a 10. dana je otprilike izašla ta vest u jednom mediju u Srbiji, gde su me oni optužili da sam ja kriv za otmicu. I tada ja osetiš poglede na licima ljudi koji te osuđuju. Dobio sam na hiljade, ne na stotine, na hiljade uvredljivih poruka, pretnji smrću i jednostavno kao čovek koji je živeo do tada za tu devojčicu, otac, roditelj, nisam se mogao nositi sa tim optužbama. I to je nešto što kažem da se nije desilo, da su je pronašli i da se nije saznala istina, ne bih mogao živjeti. Zato kažem da urednik tog medija koji je pustio tu vest, ja ga svrstavam u istu kategoriju kao čoveka koji je ubio moje dete, zato što sam ja siguran da ja ne bi preživeo tu golgotu o kojoj vi govorite nakon toga. Тинејџерката Тијана Јурич беше киднапирана и убиена летото 2014 на 15 години. Нејзиното тело беше пронајдено по 20-дневна потрага на 7 август 2014 на депонија во сомборската населба Коноплја. Последен пат била видена на 25 јули 25 минути по полноќ. Kada smo mi prijavili, a sestra je Tijanina, Saška, je prijavila prva
nestanak i to je maltene nakon nekoliko minuta od samog nestanka mi smo prijavili nestanak, dakle jako brzo. Ali upravo zato što smo mi jako poznavali Tijanu. Dakle, mi smo znali da se nikada nije desilo da ona ne dođe na vreme kući, da se nikada nije desilo da se ne javi na telefon. Dakle, poklopile su se neke stvari gde smo mi bili potpuno sigurni da je ona u životnoj opasnosti, da se nešto loše desilo. I mi smo prijavili na vreme, čini mi se isto kao i Vanjina majka. I tada smo dobili upravo te odgovore, poranili ste, petak je veče, ona je sigurno i možda sa nekim momkom ili slično. Mi smo ih uveravali da znamo dete, znamo da nije otišla nigde i znamo sigurno da se nešto loše desilo, međutim, policija je bila neumoljiva. Mi smo nakon saznanja i nakon godinu dana, kada se sve nekako sleglo i kad smo osnovali fondaciju, tada Tijana Jurić, mi smo i pokrenuli izmenu zakona o policiji, jer je do tada policija imala mogućnost, dakle ne da reaguje nakon 24-48 sati, nego po svom nahođenju. U smislu, policija je ta koja procenjuje i ako ona proceni da je dete u opasnosti, oni kreću u potragu. To više ne postoji u Srbiji. Danas svako ko prijavi nestanak maloletnog lica, policija nema pravo uopšte da razmatra da li je dete otišlo samo, da li je neka šala ili slično, nego mora da krene u potragu za nestalim detetom. Tu je takođe sličnost između ova dva slučaja. Игор верува дека има многу сличности и дека она што е речиси идентично со случајот на неговата ќерка е тоа што кога се работи за криминалното киднапирање постои една статистика која е целосно незапирлива. Da, mnogo je toga sličnog. Pre svega godine. Dakle, Tijana u momentu kada je bila oteta imala 15 godina, Vanja 14. Slično je i vreme egzekucije. Dakle, Vanja je nakon otmice, po onome što sam ja mogao čuti u medijima, živjela negdje 2,5 sata, možda neki minut kasnije. A Tijana je živjela 3,5 sata. Mene lično od momenta kad sam video Vanju u medijima u Srbiji i na društvenim mrežama i fizički me podsjeća na Tijanu. I na kraju krajeva ta neka loša reakcija tada u našoj zemlji, čini mi se sada i ovdje, je također slično. I sve u svemu, nije to samo vezano za ova dva slučaja. Kada govorimo o kriminalnim otmicama, uglavnom modeli su isti. Životni vek je također vrlo sličan u gotovo svim slučajevima i zbog toga me je naravno sve to dodatno potreslo, pogodilo i ima mnogo toga zajedničkog. Во Србија официјално почна со работа системот со кој итно се алармира јавноста и почнува потрагата по исчезнати деца, една од работите за кои се залагаше Игор низ годините. Ja sam od prvog dana kada je Tijana nestala pa do saznanja da je mrtva stalno razmišljao o tome šta je moglo da promeni tu situaciju. Da li je neko mogao pomoći Tijani? I sve je ukazivalo na taj sistem koji se zove Amber Alert, tako je prepoznat u svetu. Međutim, od 2015. godine mi smo do 2023. Dakle 25. oktobra ove godine je sistem pušten u rad u Srbiji. Mi smo imali konstantno otpor vlasti. Često me pitaju ljudi zašto otpor. Morate da razumete jednu stvar, da je policija jedan jako glomazan sistem. Svaka promjena njihovog načina rada i delovanja njima predstavlja problem. I mi smo zbog toga imali veliki otpor. Međutim, uspeli smo. Pritisak javnosti je bio velik. Mi smo konstantno radili kampanje, inicijative i uspeli smo u tome. Moja je zamisao i bila da zapravo ceo region ima isti model objavljivanja javnosti u slučaju nestalog deteta, zato što je bliski smo. Dakle, mi smo se, razdvojili, ali sve to nekako doživljavam kao jedno. Jer preći iz Makedonije u Srbiju u roku bukvalno nekoliko, neću da kažem ni sati, a od Skoplje do granice Srbije, ne znam ni koliko mi je minuta trebalo da dođem do ovde, da ne kažem druge zemlje, jednostavno je lako da prebaciš dete iz jednu u drugu zemlju i zbog toga smatram da je jako važno da imamo isti sistem, da kada nestane dete u Skoplju, da mi u Beogradu takođe vodimo računa da li će se možda to dete tu pojaviti i obrnuto za sve druge zemlje. U ovom slučaju, kod Vanje, to nije bio slučaj, ali mi moramo ne da gledamo ono što se desilo danas, moramo malo da gledamo i u budućnost i na one mogućnosti koje se zapravo dešavaju u nekim drugim zemljama i u nekim drugim regionima.
Dakle, kada nestane dete i kada se ispune određeni kriterijumi, policijske u Srbiji, načelnici policijskih uprava procenjuju sve vezano za nestanak, prekidaju se programi, dakle sve to traje procena od prijave do alarmiranja javnosti 20 minuta, to je otprilike neki prosek. U tom momentu kada policija da signal, sve televizije, nacionalne, lokalne, kablovski emiteri, svi prekidaju svoje programe i moraju na svakih 30 minuta da prekidaju program, objavljujući poster deteta sa informacijama kako je dete izgledalo, fotografija, osnovne informacije kad je rođeno, ime, prezime, slično i eventualno neki detalj iz istrage, gde je poslednji put viđena, šta je imala na sebi i slično. Nakon isteka 8. sata, a do 48. se na svakih sat vremena objavljuje ista informacija. Nakon 48. sata se već smatra da je javnost obaveštena, nema potrebe da mediji dalje obaveštavaju javnost. SMS poruku ćete dobiti kao građanin Srbije u momentu ako se nalazite u Srbiji kada je dete nestalo. Cela Srbija je dobila tu test poruku u momentu kada je pušten u rad. Dakle, i na kraju autobuske stanice, željezničke stanice, aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i putevi Srbije, dakle na autoputevima će biti objava da je dete nestalo. Na taj način se u vrlo kratkom roku, dakle gotovo u prvih 10 minuta objavi informacija i cela država je obaveštena o nestanku jednog deteta. Jako je teško zamisliti da niko nema informaciju vezano za sam nestanak ili u ovom slučaju otmicu i zbog toga je on jako efikasan. Во Македонија неделава официјално беше промовирана и ставена во функција веб страницата под името Најдиме, која е дел од системот за рано предупредување на исчезнати деца во државава. Се очекува наскоро да биде поврзана со бизнис заедницата, банки, медиуми, ЈСП, такси компании, што ќе овозможи за многу кратко време да се пренесат податоците за исчезнатото лице до последното делче во општеството. Pa mi smo bili u Americi pre nekih 6-7 meseci sa predstavnicima MUP-a naše zemlje i predstavnicima policije Bosne i Hercegovine. Imao sam razgovori sa potpredsjednikom vlade Crne Gore vezano na tu temu i ono što ja sada očekujem da makedonska vlada, da makedonska policija uradi isto. Mislim da je to jako važno ne samo zbog onoga što treba da spreči u nekom narednom periodu. Jako je važno da se vrati dug jednom detetu, a to je Vanja. Jako je bitno da ne ostanemo njoj dužni, zato što je ona dala svoj život i žrtvovala sebe da bi se nešto promenilo. Ako se to ne promeni, onda smatrate da njen život, gubitak njenog života nema smisao. I mislim da je država Makedonija dužna da uradi nešto da predupredi neke buduće slučajeve. Игор за крај вели дека секој родител мора добро да си го познава своето дете и сите работи поврзани со него. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, otmica, jako je važno da svaki roditelj mora bolje da poznaje svoje dete. Mora da zna sa kim se dete druži kada nije u kući, gde se dete nalazi kada nije u kući, u školi, da vi znate ta mesta, da vi znate brojeve telefona, kontakte dece sa kojima se vaše dete druži, da znate njihove roditelje, da jednostavno kada se desi nestanak, da vi možete pomoći policiji u samoj potrazi. To su neke stvari o kojima često ne razmišljamo, a toliko su bitne i toliko su važne da jednostavno vi date doprinos, pravi doprinos da se pronađe vaše dete. Паметните телефони треба да бидат забранети во училиштата за полесно справување со нарушувањата во училницата, да се подобри учењето и да се помогне да се заштитат децата од сајбер малтретирање, е препораката од извештајот на Обединетите нации. Без оглед дали за време на часот се работи за совладување на некоја нова наставна единица, за систематизација на знаењата, за работа на вежби, објаснување на постапката како се решава одредена задача, кај која треба постапност во природните науки и слично, учениците неопходно е да бидат активно вклучени со активно насочување на своето внимание, значи не зборуваме за спонтано привлекување на вниманието, туку активно, намерно, тенденциозно се насочувам кон она што го зборува професорот и секако со една стабилна концентрација. За да можат едноставно да го следат предавањето на професорот, за да можат да се вклучуваат во работата во групите, за да можат да учествуваат во дебати, дискусии, да работат во парови, да реализираат презентации и слично.
слично. Било каква надворешна дразба, меѓу која и звонењето на мобилниот телефон, вибрацијата на мобилниот телефон, па дури и светкањето на екранот кога тој е на нечујно поставен и така ако го одвлекува. Природно е, психолошки е, нормално е да го одвлекува вниманието на детето. Секој одвлекување на вниманието доведува до пат на концентрацијата, доведува до прекин на мислата, доведува до прекин на работата. УНЕСКО, Агенцијата за образование, наука и култура на Обединетите нации, располагаат со докази дека прекомерната употреба на мобилни телефони е поврзана со намалени образовни перформанси и дека високите нивоа на користење на уредите имаат негативен ефект врз емоционалната стабилност на децата. Според нив, повикот за забрана на паметните телефони ќе испрати јасна порака дека дигиталната технологија како целина, вклучително и вештачката интелигенција, секогаш треба да биде подложна на човечко центрирана визија за образование и никогаш да не ја заменува интеракцијата лице в лице со наставниците. Родителите треба да разговараат со своите деца за безбедноста на интернет и можните опасности. Покрај тоа убаво би било да се ограничи пристапот на децата до технологија, например, само кога тие ќе ги завршат своите обврски да можат да користат мобилен телефон. Поставувањето граници за децата од секогаш било важен дел од родителството, особено сега во дигиталното време. Ако се направи еден баланс меѓу овие позитивни и негативни, може би, но како дел од воспитниот систем во која голема улога ќе играат и родителите, би можело тие негативни страни кои што веќе цел свет ги предочува да најдат да се намалат, а да дојде повеќе позитивната примена на мобилни телефони. И тука јас во наше време ние не можевме брзо да дојдеме до некоја мала информација. Сега ако имаме се кажат оние големи речници. Сега има тој непознат збор, тој може брзо го провери. А потоа има дигитални речници, има правописни речници. Улогата на технологијата во образованието се интензивираше во изминатите неколку децении, а вештачката интелигенција не е исклучок. Анализите покажуваат дека во периодот кој следи, употребата на вештачка интелигенција во образовниот систем ширум светот ќе порасне за 50%. Иако многу образовни експерти веруваат дека присуството на наставниците не може да се замени со оваа технологија, сепак таа целосно ќе го трансформира начинот на кој што се организираат и спроведуваат наставните програми. Некои истражувања велат дека децата кои денеска се во образовен процес, некаде до 2065 година, ќе се вклучат на работни позиции кои денеска не постојат, замислете. Што значи дека ќе се изградат некои нови работни позиции, ќе живеат во еден многу поинаков свет од денешниот, очигледно, веќе тоа почнува и така да личи, да се менува, се разбира. Така што она што на децата им треба е да научат технички вештини, пред се дигитална писменост, да развиваат критички ум и осврт кон технологијата, за да дадат еден подобар фидбек и да ја развиваат технологијата. Таа сепак ќе зависи од човек. Институциите за развој на образованието се ставени пред предизвикот да бараат иновативни решенија и креативни идеи за релативно краток рок. Комуницирањето онлайн носи голем број придобивки, но покрај добрите страни носи и ризици од кои мора да се заштитиме. Тој интернет или сајбер простор, како што споменав, јавните соби се форумите на кои што се дебатира, потоа тие сите социјални мрежи, почнувајќи од Фејсбукот, Твитерот, потоа ТикТокот. Често пати се смета дека ТикТокот дури нешто е кој што служи за забава младите, меѓутоа како може да биде можност да некој тие предатори всушност ги представува опасност и ги демнат младите. Има неколку аспекти кои што се клучни, значени и за родителите, но и за наставниците. Дури има и кратенки кои што ги споменам неколку кои што родителите често пати ги занемеруваат. Имаше на такво истражување и потоа токму од занемерувањето на тие кратенки кои што ќе ги виделе на компјутерот на своето дете, сметале дека нешто е напишано, а ќе ги кажам кои се тие кратенки кои што треба да внимаваат, всушност и тие подразбираат дека се комуницира со некој што е непознат. Прво да објасниме што значи предатор. Онлайн предаторите или интернет предаторите, тоа се личности кои што имаат скриен идентитет, во најголем процент се машки, лица од машки пол и лица кои што вршат одреден вид на психолошко демнење, малтретирање, заплашување, а во одредени случаи подоцна и физичко малтретирање на соодветна личност.
се нарекуваат предатори затоа што нивниот идентитет не е познат на личноста. И поентата нивна е најпрво како оди целата таа постапка кај предаторите. Прво тие стапуваат во контакт со одредена личност, и оно што е многу битно и значено е за родителите и за наставниците, најчесто бираат лица кои што можеби во тој момент имаат изгубена самодоврба, не се задоволни со сопствениот изглед. Важно е децата да разберат како функционираат овие технологии за да ги разберат можностите, но и ограничувањата и ризиците што ги носи вештачката интелигенција. Затоа многу е важно децата, па и сите ние, да научиме да размислуваме критички и да одлучиме како и колку да се подпираме на вештачката интелигенција. Тоа е единствениот начин да се искористи технолошкиот напредок во денешниот свет без да се подлегне на неговите лоши страни. Ева Милевска е млада скијачка од скијачкиот клуб Пелистер од Битола. Љубовта кон скијањето и почнува на 5-годишна возраст. Моите родители, кога бев мала, кога имав 4 години, ме застанаа на ски и ме пуштија. Но тогаш јас така не го гледав скијањето како спорт кој што сакам да го посветам цел живот на него. Туку случајно спонтано се најдов во попова шапка на трка и прв пат ја осетив таа еуфорија на надпревари и цел тој процес на спремање до стартот па се до целта. И после тој настан јас одлучив дека сакам тоа да го правам без граници. Нејзин избор е алпското скијање. Алпското скијање е спорт кој што нема паузи. Трае од првиот ден на годината па се до последниот. Сите тие паузи, цела исхрана, одморите, тренинзите, сето тоа е процес на спремање кој што јас мора да се придржам за ако сакам да имам некој успех. Смирувањето мислам дека е природно, некогаш телото ми е од страв, само кога ќе се пуштам по падината надолу ми се претвора во адреналин, па така ми доаѓа тоа природно. Ева учествувала на многу надпревари. Освен во Македонија, настапувала во Грција, Косово, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Франција. Ова бара силна посветеност и многу жртви. Често ги пропушта дружењата со своите другарчиња. Па искрено, некогаш знае да ми е тешко. Например, полуматурата, јас ја пропуштив, зашто морав да одам на подготовки во Австрија. Имам пријатели кои ме поддржуваат во тоа што го правам и сето тоа е некако полесно. Но на крајот на денот се потсетувам кои се моите цели и зошто ја сакам тоа да го правам. Па никогаш немам кање зошто сум на планината, а не зошто, например, не знам, во училишниот двор или пак на некои излегувања, на некои дружења. Учењето и скијањето тешко може да се вклопат континуирано, но затоа пак има разбирање од своите наставници кои се нејзина силна поддршка. Скијањето и спортистите сепак имаат поинакво доживување на училиштето отколку нормалните деца кои што го следат тоа. Сепак професорите и наставниците во основно гледале некој надеж во мене и секогаш биле овде да ме поддржат. А како што расте, ги менува своите спортски соништа на кои се посветува. Кога бев помала имав некоја цел која што би одземала, не знам, 10 години или 15 за да се исполни, со однос на тоа што бев помала. Но сега како што растам, почнав да си задавам цели од година за година, за да ми биде полесно и така ќе можам повеќе да се фокусирам на целите кои што ми се и буквално да правам чекор по чекор. За оваа година имам цел да ја извршам нормата која што ја бара Македонска федерација
односно 10% за останување од првиот на потешките надпревари, а во соседните држави се 5%. И следната година ќе останеме доследни на нашата грижа за јавноста, младите луѓе, културата и писменоста во различни сфери од нашето живење. Особено кога денес дигиталното време нуди наплив на манипулативни содржини и непотврдени информации, кои можат сериозно да атакуваат врз општеството и неговите токови. Убави празници и довидување до следната приказна.